Moje radio Bubamara. А сега, драги пријатели, немојте да мислите дека ја ќе ја водам Бубамара. Значи, имам чест вечерва да доделиме една голема награда. Долго време веќе се мислиме, се правиме, но нашата академија и целата јавност на неколку пресконференции сакавме тоа да го направиме. И добро е што таа награда вечерва ќе ја додели најголемиот гитариста на сите времења во нашиот регион, а можеби во светот, нашиот Владко Стефановски. Почитувани гости, почитувани присутни, добровечери од мене. Со години размислуваме и разговараме со Ранко и мислам дека дојде тој момент да му се додели специјална награда Златна Бубамара на еден голем музичар, човек кој не можеш да го збуниш ни во популарната музика, ни во поп-рок музиката, нити во народната музика, нити во джезот, а нити во класиката. Неговиот основен инструмент е тромбон. Има долго години свирено во оркестарот на Македонската опера и балет. Мој соработник веќе 20 и повеќе години. Инаку човек од сенка, она што најмногу го краси, би рекол, неговата супериорност е исто така поврзана со една огромна скромност. На страна од сите естрадни гламури, од сите насловни страници, тој живее за музиката и живее од музиката. И ве молам, дами и господа, со еден голем аплауз да го поздравиме господинот Дамир Имери. Ова за дан, да ти се множи. Би сакал прво да му се заблагодарам на Владко, на вистина да се прими било каква награда од раците на овој човек е голема работа. Благодарам. На Ранко за сите овие години заедничка дружба и работа на се ова што го правиме заедно. И се разбира, има една посебна личност, што сакам да ја заблагодарам, а тоа е мојата сопруга. Тамо е, ене, Будимка. Ви благодарам за све. Ви благодарам многу. Би сакал само да ви кажам дека имам една огромна чест во името на оваа награда што ја добив вечерва, да ме почасти со музика, со изведба на едно мое дело, мојот син, Дино Имери. Повели, Дино.
Во iščekување на Јаков Јозиновиќ, да го проследиме настапот на Жарко Јовановиќ. Добро вечер, драга публико. Мило ми е што се гледаме. Многу ми е мило, вечерва сакам да ви се пофалам, затоа што многу ми е драго, после прошла златна буамара, мене конечно ми се отворија патиштата. Конечно ми тргна со животот. Абе, човек малку требало да искочи надвор од државава, преку граница. Тоа е. И сватив ја више дека не сум ова Скопско-Кумановска лига. Јас сум више у Премиер лига. Луѓе, ја кад го виде njega пред мене, па ја полете. И иде он на кај мене. Добар ден, Жалко. Добре дојде во Унгавија. Опа, добар ден, председателе. Драго ми е што се гледаме. И мене жаве. Знаеш, јас доста долго сум те сведел тебе на интернет. Ој, јас вас, председателе. Поваснав со вас. Како сте, како живеете тука во Унгавија? Па добро е, бе, жаве. Само знаеш, мене ме интересира како живее народот таму долу во Македонија. Па добре, бе, председателе, како да ви кажеме, само сегде, бе, бетонски згради, бе, човек нема кај да излезе да прошета, бе, паркинг нема да се најде, ѓубре по континери не исчистено, и ова загадување од фабриките тука, охи, сусија, што и да е. Ама, ајде, дур сум тука, дај да си избориме за убави работи. Така е, жаве. Еве, јас кога те гледам тебе, сваќам дека јас и ти дуи и си вичиме еден на друг. Не сме вични, ама сме си свични. Председателе. И така, и сега ја тука со него збориме шо, како на мене вега. Жаве, знаеш шо? Тука ние сега, јас и ти ќе седнеме во еден кафич да поседиме малку. И така ние седнуваме, јас и тој повачуваме нешто шо како треба. И овој на мене ми вика: Жаве, сега јас и ти вечам нешто. Сеќен пат да си жив и здрав и секогаш да ти е пав. Патот на кај дома, Жаве. Ајде, сеќен пат. И тука ја расположен, он што ми кажал на мене среќен пат. Абе, тоа е расположение, но со едно убава мисла, кога си тргнав на кај дома, па на граница на Табановце, кога стигнав, пошто ја више ја ставив сликата на Инстаграм, сите видоа, цела Македонија, и јас се враќам на Табановце, тука луѓе собрани, сите гледаат у мене, на граница ме прашуваат: алкохол, кафе, цигари? Викам: не носу ништо. Не бе, дали носиш, сакаш ли? А тука исто ме прашуваат: Жаре, господине Жарко, како поминавте? Со какви идеи и импресии ни дојде ти? Викам: ја дојде со воз. Од Маѓарско до Ниш со воз, а од Ниш надоле со мамлибус. Ама јас знам, бе. Јас знам зашто се сакаат да знаат, бе. Шпионска држава, бе, се ги интересира. Они мислеа јас со авиончето дека сум дошол навамо. Пошто оно често лета за Будимпешта. И овие тоа ги интересира, па ме распрашуваат: абе, шпионска држава, јас си ќутам, неам гајле. Па кога го отворив телефонот, леле, луѓе, бе, па таму, абе, како роден ден да ми е. Сите честитаат, пораки, коментари: Жаре легендо, само ти го можеш ова, со војводата, со најголемиот. Викам: викам, што би наве овој, бе? Ја порано се сум се сликал со некои глумци, режисери, спортисти. Ама он уствари ова било фора, бе, да. Со премиер да се сликаш. Ја да сум знае дека било ова кој. Ја и порано ќе сум се сликаја со стачета у Куманово.
Ама кој да знае, бе? А иначе, по оно ја што го видов таму и што го чув, како искуство што го собрав, еве, ја ви кажувам, луѓе, дека ја сега, еве, мислам да пробам, ја мислам дека више можам да го симнам нашиот сегашен премиер. Мислам, не, да го симнам како лик, вие нешто помисливте? Леле, како бе можете да помислите такво нешто? Да имате така прљави партиски мисли. Не да го изглумам, да го доловам, не бе да ga лову ја па све некои зборови, да го заменам, да бидам негов заменик. Не е ништо комплицирано што. Ја веќе и почнав со тренинг. Треба само вака да се застане. Еве вака. И малце вака. И вака. Оп. И тоа е. И евентуално некој кредит да се земе. Ама ме зачеша нешто одма е. Срце ќе ме штрекне. И толку е. А вие одма ококоривте очи како не знам па што да сум кажал. Па и он кога бил така млад како мене и зелен, и он сигурно си мислел дека некогаш ќе може да го симне мојот пријател од Унгарија. И ете му успеа на човекот. Што човек помислува, тоа и му се исполнува. А моите мисли се со вас, премиере. А за мене кружи муабе дека јас сум се гледал само со бивши. Мислам, не бивши девојки, а не па и бивши дечковци, немојте да помислите се и сашто. Со бивши премиери. У влада знаете како се зафркаваат? Викаат, шефе, пазите што зборите, немој да дојде време да се сликате со Жаре. Е, така и ова. Е, сега, ја сакам многу, искрено да ви кажам, да се сликам и со бившиот премиер од Дубај. И со него да направам слика. И njega да ga замену малку у Дубај. Слушам, зграда прави таму, па ако треба нешто со мајстори на англиски да се прозбори, мене не ми е проблем. Ја можам исто како него да зборам. Ба дури и боле. Ќе им кажам на тие, мајстор, schnell, work. This block put up down here, and this terasa on the north side, and have a new Malter everywhere. Work, schnell, schnell. For money? Money be no problem, my friend. Money plati posle, avrio. Ja Malter, ti Malter, ja malaka, ti malaka, vaka taka, Malter polikala. Ја да сам бијал таму, па ја можу да му користу за било што, за англиски, ама он не сака да ме викне. Слушам, темели на зграда стави, не викна. Прва плоча дигна, не викна. Пета плоча више пари излегува на површина, него го нема да се јави. Па за кров ли сака да ме вика, за чатија горе, она кога се става. Кога се пее, па покрај Харис Джиловиќ, ја ли да пеам таму? Харис бе кога ќе викне со негов глас, дал би све струмичке капие за ону траву испред моје авлие. А можда па и актуелниот премиер, и он ќе дојде кај него на уселење, па и он ќе викне некоја песна. Он ќе ја запее све моје твое, само реци не питај. И ја ќе викнам една песма од мене, бе. И колку знам да пеам и колку не знам. Ја ќе се качам и ќе викнам. Едно име имавме, за зградава го дадовме. Во Дубај да градиме. Значи, бивши политичари, сегашни,
кој да е, мене можете да ме викнете било каде, јас сум комплетен заменик и секого можам да сменам. Не е никаков проблем. Дали со авион, ја ќе дојдам, дали со автобус, не е проблем, само гледате да сте при пари, да имате да почастите нешто кога више доаѓам, нели? Е така, поздрав од вашиот бекап прайм министер Жаре Манисеј Јовановиќ. Thank you, веома врло, very much. Чао. Еј бе, заборави бе. Абе, судено ми било да се ватаме. Го поканувам македонскиот Том Джонс на сцена, Круме Спасовски. Mirna reko tipko tečeš I mi nosiš tažen spomen Kaj se ti je, sini oči, bolka srce mi se toči Kaj se ti je, sini oči, bolka srce mi se toči Čudna žena beše vera, zekajna pak betera Mirna reko taka je Мојот живот маке Чудна жена беше вера Секајна пак ветера Мирна реко така е Мојот живот маке Ајде, весело Јас со неа овде шетам И галаби бели гледам Мирна реко, кажи ми, кај ги носиш тие дни Мирна реко, кажи ми, кај ги носиш тие дни Чудна жена беше вера, секај неа пак ветера Мирна реко, така е Мојот живот мака е Чудна жена беше вера Секајна пак ветера Мирна реко така е Мојот живот мака е Ајде весело Ајде девојчиња Ликот твој косенка мине Моето срце ми го кине Мирна реко, кажи ми Зошто нас не раздели Мирна реко, кажи ми Зошто нас не раздели Чудна жена беше вера Секајна пак ветера Мирна реко, така е Мојот
мака е. Чудна жена беше Вера, секајна пак бетера, мирна реко така е. Мојот живот мака е, мојот живот мака е, мојот живот мака е. Добро вечер. Здраво Македонија. Мислам дека можеби и немаш некоја подобра личност која што може да ти ја врачи оваа награда. Навистина ми е чест и задоволство што еве стојам на оваа сцена. Оваа песна навистина во многу наши домови не развеселува и трае со години. И затоа со задоволство оваа награда за животно дело верувам дека оди во вистинските раце, дали е до името, до изведувачот или до песната, ќе остане и понатаму да си ја пееме. Животно дело, златна бубамара на популарноста, оди во рацете на Круме Спасовски. Ти честитам. Јас кога ја направив песната, прв пат кога ја испеав, чудна жена беше Вера, Вера беше многу мала, види колку порацнала Вера. Специјално еден аплауз за најубавата Вера во Македонија. Браво, мило. Почитувани дами и господа, почитувани пријатели, почитувани љубители на македонската песна, од срце ве поздравувам и ви посакувам на вистина се најубаво. За мене 29 бројот 29 многу ми значи. Ке прашате зошто. На 29 август Круме Спасовски е роден. На 29 февруар ми се роди синот Бован. Секоја година нема роден ден, на 4-та година му е роден денот и ме спаси, немам трошкови околу тоа. А 29-то издание на Златна бубамара ми го донеси најубавиот поклон, односно најубавата награда во Македонија. Благодарам на Ранко, благодарам на Златна бубамара и радиото и неговиот тим, благодарам на моето семејство, благодарам на моја зага која што со децении ме испраќа и ме дочекува од сите мои настапи, дали се тука во државата или надвор од нејзе. Благодарам, а најголема благодарност до вас, почитувани дами и господа, и без вас нема ниту песна, нема ниту живот. Затоа сакајте македонската песна, пејте и чувајте ова наша мала, но сепак многу голема Македонија. Најубава музика за секој од нас и секој ден, секој час Бубамара е со нас. Најубава музика за секој од нас и секој ден, секој час Бубамара е со нас. Кога бев дете,
Со нетрпение го очекував нејзиниот глас. Гласот што ги оживуваше моите омилени цртани ликови. Растев со тој глас, а не ни замислував дека еден ден ќе ја запознаам и дека ќе станеме колешки. Години подоцна, кога станав дел од ансамблот на Македонскиот народен театар, имав можност да соработувам со неа и одблизу да ја видам нејзината љубопитност, посветеност и непрекината потреба да создава. А денес имам чест јавно да ти кажам благодарам, Снешка. Благодарам од мое име и од името на сите генерации што пораснаа со твојот глас, твојата уметност и твоето присуство. Ве молам, поздравете ја добитничката на наградата Златна бубамара за трајни вредности, Снежана Конеска Руси. Ако може тој рачниот микрофон. Не може? Немате? Имате. Имам неколку мисли да споделам со вас, драги посетители, драги гледачи, драги слушатели. И денес се прашувам, Снешка израсна ли? Гледајќи ве вас, гледам деца, родители, учители, професори, посетители, гледачи, слушатели. Израснав веројатно 3 генерации такви лица. Како Снешка, смешка, сгрешка, во Дајте музика, со нашите познати од детската драма во радио, телевизија Скопје, Снешка растеше како актер, како водител, како презентер, заедно со Благојче Крстевски, чиј глас го слушам и денеска, и кога го гледам овде во присутните. Потоа растеше, уште ли не пораснала Снешка, растеше во Македонскиот народен театар и повторно дете. Зошто дете? Нели пораснав во Радио Скопје? Не, сега дете, па момче, па девојче, па девојка, па невеста, па принцеза, па слугинка, па дворјанка, па господја, па Маргарита, па мумија, па вдовица, па мајка Белки станав, па станав и баба. Белки израснав. Не, уште се тие прашања, дали пораснала Снешка? Уште создавам, пишувам, играм, драматизирам, импровизирам, режирам и се уште не сум израснала. Па каков е овој свет? За мене ова е најдобриот свет. Имам сцена, микрофон, камера. Значи, можете да ме чуете, можете да ме видите, ама јас ако се погледнам, не знам дали има некој кадар, пак се гледам мала. Мала, имам колку една бубамара. И што дочекав? Златна бубамара на Снешка малата Мара бубамара. Па добро е тоа, благодарам на Ранко, на радио бубамара, за тоа што видоа, забележа, дека ме има, дека постојам, дека творам и дека се уште траам. Ви благодарам, мили мои. Вечер на сите. Вечерва ми представува на вистина голема чест и задоволство да излезам на сцената и да одадам признание на еден уметник кој што многу често е нарекуван македонскиот Салвадор Дали. Тој создаде свет на надреални визии, космичка символика,
Неговите платна Македонија секогаш е извор на светлината која што се пренесува низ светските галерии. Почнувајќи од Нижеполе, преку длабокото сивило на Охрид до светските галерии, музеите и приватните колекции ширум светот. Неговата уметност патува далеко, но корените остануваат тука, секогаш на оваа почва под ова небо. Тој е член на Македонската академија на науки и уметности, меѓутоа активно работел и како сценограф во радио телевизија Скопје, има реализирано на 300 сценографии и она што посебно ме прави горд е што оваа година градот има зацртано за цел да го реализира, да го рестартира повторно Скопскиот фестивал, а самиот тој учествувал активно во создавање на тие култни сценографии во почетокот. Се надевам дека со оваа награда која што ќе му ја доделеме денеска, неговата најголема активна сцена во последно време е која што е реката Вардар, со утринската дружба со неговото Скопје, сега ќе може да ужива уште повеќе. Почитуван академик Ташковски, ви благодарам што не го следевте патот, туку создадовте светови. Повелете да ви ја врачам наградата за животно дело, за посебни заслуги во областа на ликовната уметност. Голема благодарност на организаторите на ова манифестација. Во млади денови секоја награда и секоја признание значат стимуланс и некоја патока за иднината. А во овие покасни години таа е многу значајна затоа што не си заборавен и дека она што си го творил 70 години за тебе има некоја смисла што си го работил тоа. Обично се мисли дека уметноста и културата се во криза. Да беше ова сала сега дворана или ова просторија полупразна, може би ќе поверував дека е така. Али сега тоа го демантира тоа мислење дека уметноста и културата не се во криза. Криза ни е друштвото. Таа криза ја прават само политичарите, политике, партиите. И затоа ми е драго што со ова сала сега е полна. Значи, можам да речам дека стварно, тој стално сум го мислел дека не може да биде уметноста во криза. Само може друштвото да биде криза, а таа криза ќе исправиме ние со културата. Благодарам уште. Почитувани гости, во ова време на апсолутна власт, само за вас, Тино и Атанас. Добро вечер, почитувани граѓани. Овде што сме собрани за оваа приредба манифестација Златната буамарата. Јас дојдов со еден мој пријател овде денеска ние да се извиниме. Да се извиниме?
Да се извинам со другар ми затоа што сум влезел во Канал 5 телевизија и прошлата и пред таа годината на Златна бубамарата што сме збореле за владата, за премиерот, за министерот, за председателот, за се лошо што сме зборувале, да се извиниме. Така. И за Тимчо Муцунски да се извинуваш? Да ви кажам, лани и пред таа годината, во тој момент, еден мој пријател ми се јавувал, Ранко, и кажувал дека владата му ги краде парите и му го одземала возилото. И јас од срамота, сум зборел лошо против владата, премиерот, министерот, против сите, да се извинам сега овој момент. За сите години што сум зборувал против нив. И не знам што друго да кажам, се извинувам многу. Јас исто сакам да се извинам и за оваа година унапред. Се што ќе кажеме, се извинуваме, да се прости, да се заборави брзо. Затоа што во наша одбрана сите овие фори што ќе се кажат се крадени. Една не е наша. Значи кажавме се извинуваме и сега готово. Значи да почнеме со оваа приредба многу бава Златната бубамарата оваа година. Далета. Апсолутна власт, апсолутна забава, апсолутно романтично. Да не се кираат овие од власта, апсолутно само за вас ќе се збори. За друг никој ништо збор нема да се каже. Само за тие што сте на владата. Ама уживајте, кратко ќе трае. Мислам, Бубамара ова нивново тешко дека кратко ќе трае. И да ви кажам, само убави работи ќе се зборат. Да нема негативности и тие некои лоши работи, само убави работи, да не го нервираме премиерот. Премиерот рече само за убави работи да се зборат, да нема некој тие таму лошо било како било, нема тоа ништо. Само за убави работи. За премиерот ќе се збори. Така е. Колку е убав? Најубав е. Јас поубав премиер немам видено. Колку е убав? И со косата гел како става убаво. Ја прави, ја знае. Дури Джокси кога ќе го види, вика, ао, колку убаво гел си става. Се наелектрилизирал. Па колку убаво му стојат наочарите. Најубав. И без наочари, ако не гледа, пак е убав. И како кажува, како зборува, ја да не бев женет, ке се залюбев одма во премиерот. Само за убави работи и за убави луѓе да се збори оваа вечер. Е така. Ке се зборува за Маријана Станојковска, за Вера Мештеровиќ, за убави луѓе, за Стојан Чангелов збор нема да се слушне. За наум нешто ќе се каже, Петрески? Ма бе, наш бе море, кој наум? Нема за наум. Само за убави луѓе. За Ранко нешто? За Ранко може да се збори, да не се гледа толку. Со кеса на главата. Да се нашалиме, бе. Па стварно, премиерот многу баво кажа, само за убави работи. Убаво зборува он. Кај го слушна онаа жена ми дома, исто ко премиерот ми се понаша. Пред некој ден ја фатив со швалерот кај нас во кревет. Што правите, мори, викам? Вика, абе, па ти само негативни работи, дај за убаво нешто да збориме. Па утре, вика, кога ќе станам, пак ќе ти дам жена јас. Што збориш, мори, ти, вика? Дали си нормална овде правите со швалерот те фаќав? Ми вика, абе, па ти негативен еден. Надвор времето, колку е убаво, гледа, воздухот во Скопје почисто од воздухот во Виена е денес. А, па викам да одам да подишам, таман завршите вие работа, ќе се враќам. Ај ги научи премиерот сега се така за убави работи. Само убави работи да се прави. Ние направивме прошлата година, целата година направивме една песна што е многу убава. Именска песна, за име. За убав? Сите што ја знаете, што се веселиме, многу убава песна.
Максим Димитриевски. А убава? Убава песна. Таква песна направивме за позитивно, за душа. Таа песна за кој сакаш може да пееш да одговара. Може за тој глумецот Валентин Костадиновски. Работи, може, ако е ведар, ако го работи, може да влезе во песната. Таа песна е таква направена за Максим, ако одлучи да коалицира со кој сака, да може да влезе. Да нема проблем за Максим. Сака да коалицира со Христијан Мицковски, работи, може. Сака со другиот да сврти маце, да се види нешто да се прави. Венко Филипче, работи песната. Убаво направена за со било кој. Може да влезе. Зоран за не може со него. Како? Сега ве видов. Мисле во огледало гледам, сите сме исто облечени. Не може со Зоки, не може. Изгледа ќе мора да го смени името. Чека да пробам со друг. Не може и со Никола Димитров. Не може, чекај. Киро Глигоро. Не може! Кој нешто менал во Македонија не може да влезе во песната. Таква е, строга. Само ги набројавме во песната сите, Елена Ѓоргиевска, сите што не работат, сите ги кажавме. Таква треба за цела администрација, цел ден да се пее. За убави работи, за убава, за музика, за весели теми да разговараме денеска. Еве, продолжуваме со весели убави теми. Министерот за култура и туризам Зоки Лутков скрши рака. Па што е весело тука, бе? Па не скрши премиерот. Зоки Лутков. Бе, море. Министерот за култура скрши рака, се шеташе по телевизија со гипсот, го гледавме сите. Вака седеше со гипсот, не му е страм. Пак ќе речете не се работи. Како не се работи? Се скрши од работа човек. Рака му пукна од работа. Давај, ќе пукне, се скрши. Знаете Зоки Лутков како ја скрши раката? Дојде првиот ден на работа и рече: сега ќе ви кажам, вака ќе правиме. И по масата. Ама тогаш не ја скрши, ја напукна малце. Вториот ден ја искрши. Вториот ден на работа дојде Зоки Лутков кога го делеа буџетот. Кога зимаа сите пари да брцне он, Зоки Лутков, министер за култура и туризам, да брцне и како брцаат сите и само му направи некој нечем кај ти. И му ја докрши раката. И он од култура не зема. Од туризам зема малку. Од култура ништо не зема. Па немој така. Давај, па ќе пукне коска, живо е. Рака што дава, не се суши. Не се суши, ама ете се искрши него. Долга е раката на ВМРО. Долга, ама скрши да не се. Се надевам ова го весели премиерот, доволно убаво му е премиере. Се надевам убаво си поминувате. Убави весели теми, убави луги. Да нема негативности тие работи. Орце Ѓорцерзгиевски стана таткото на градот. Орце Ѓорцерзгиевски стана градоначалник на Скопје. А не ни од Скопје. Од Драчево е. А нешто. Тие од Драчево викаат, не ни од Драчево, од кај пругите. Ама бе, тој човек има ли дом? Избравме градоначалник на Скопје од Драчево. Ние кога да ставиме сега на Шуто Ризери градоначалник од Карпош 2. Прво мислев не оди, после вика може е управо, пошто он од страна ги гледа работите. Кога дојдел, он знае што фали, што не достига во градот. И прво нешто во кампањата, што направи, што рече, дека ќе се прави. Вика, ќе се спојува.
ке правил воз. И не ме чуди дека е растен кај пругите. Така аплауз да има за убави работи, за убави луѓе. За убави проекти. Ке ги спојувал во кампањата, вика Драчево и Ѓорче Петров. Значи, па ништо за Скопје, па за селата. Ама ако нека ги спојува Драчево и Ѓорче, убаво. Кога да се залюби некој драчевчанец во Ѓорче Петровка? Кога нема шанси? Ако му дојде на гости со колата, со Сейф Сити, додека да ја врати сат и пол до Ѓорче. Драчевчанец со кола. Знаете дека драчевчанец кога купува кола не прашува колку троши градска. Пошто реално нема ни потреба. Орце Грцки. Кампањата му беше за градоначалник, прво човек, после градоначалник. Па добро бе, Орце Грцки. Прво човек вика, па нормално прво човек, кога се кандидираш за градоначалник, потребниот минимум е човек да бидеш. Ние не мислевме за куче дека ќе гласаме. Нормално човек дека. Или за змија, не мислев за змија ќе гласам. Змија беше претходните 4 години, доста е. Што е доста е. Следно мислам да гласаме за Еш некој да дојде. Па да видам кој ќе го ебе Ешот после. Вика во кампаната, вика прво човек, после градоначалник. Ама откако стана градоначалник, некако повеќе ми е градоначалник. Па после човек. Се прашувам, си размислувам, се преиспитувам себе си. Си поставувам се прашања. Дали ако се кандидира втор пат, ќе биде кампаната прво градоначалник, после пак градоначалник. Па прво градоначалник, па нормално прво човек дека да отидам ја во ресторан да ми речат има мени. Стварно, па знаев како да нарачам. Така овој ми вика прво градоначалник, прво мени, па нормално мени дека има. Прво човек, второ оделение, трето има премиерот, четврто нема никој. Рековме кога почнавме да ни простите за сите финти што ќе ги кажеме. Да не биде утре, кај си бе? Шо правиш, добар си? Прво човек, после градоначалник. Тоа значи дека ќе ги решава проблемите на градот по тој редослед. Прво неговите лични како човек, а после ако остане и за нас нешто. А тоа значи прво човек. А така, свири брат мој, свири. Со среќа нека. Што направите со тоа Сейф Сити? Што ставите камери на секој семафор? Не можам со којнот да прошетам. Ми се погоди некој кој само бендисан. На секоја камера гледамо горе. Му ги трнав тие од страна. И едно-две ке види камера и прави со гривата вака. Ама џабе вие со Сейф Сити, јас со којнот Агамемнон и вие со Ауди Q3, џабе, PS3, толку иде. Кај идеш, толку е. Џаби, кола и се. И ја можам Агамемнон да го спрегнам 72-3 ке иде, ама не кам. Тоа што му е само бендисан на секој семафор вака прави Ферари. Јас со којно ти со Ауди Q3. Q3 мали хрчки. Греота си, немаш кај да стиснеш колата, у прва брзина ќе изгорите ламелите. Сите којни да земете, како Александар Македонски, сите. Со којни ќе се шетаме. Полека ќе возиме. Одам, за којнот ми вика, имаш ли возачка? Што ќе ми е за којнот возачка? Дајте ми јавачка. Само ако може некоја позгодна, ако не е проблем. Одам, вика, имаш ли сообраќајна? Одам таму на технички, вика, колку којна е којнот? Па еден којне.
Јас одам на технички преглед, таму вика колку којна е којнот. Па викам, еве, јас сум со којнот позади, брат ми Силвестер со којнот и жена му, значи 3 којна пиши. Ми вика, па 2 којна. Па 2 викам, има и жена му на Силвестер кој не стае во фацата, значи 3 којна пиши. 3 којна да биде. Дали вика ми вика на Агамемнон на којнот твој има штоп светла. Па не знам, дигни опашот, провери. Рачна вика дали дигате. Дигаме, ама летно време, зимно време, не ја дигаме, ке се укочи. Јас се надевам дека ова го весели премиерот и убаво му е. И толку од нас затоа што народот не зажабе, рекол се што е убаво, кратко трае. Фала на пажња. Кој сака да си чуе песна нова, песна стара, ке ја најде за секунда на ова фреквенција. Ако ја бара од Ниагара до Сахара,